Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Негрижата на СДС за граѓаните на својата држава и неспособноста на кадрите кои седат во владата од ден во ден се повеќе ескалира. Владата на СДС донесе одлука која може да резултира со последици по здравјето на граѓаните, но и по локалниот економски развој на езерските региони. Министерството за транспорт и врски со скандалозна одлука во сред туристичка сезона го укина прскањето против инсекти и комарци во општините Охрид, Дојран, Ресен и Чешиново Облешево. Со доаѓањето на власт на СДС во Македонија како да дојде и живот за заразните болести. Комарците, покрај тоа што пречат во секојдневниот живот на граѓаните, се и сериозни преносители на болести и зарази, па затоа со оваа одлука на СДС се влошува квалитетот на животот на граѓаните. Оваа одлука на неспособната влада на СДС ги загрозува и туристичката сезона и локалниот економски развој на езерските региони, но и директно оди на штета на над 150.000 граѓани. Изминативе 3 години Министерството за транспорт и врски во соработка со Министерството за здравство ги утврди овие 4 локации како приоритетни и како кризни жаришта во Република Македонија за опасност од комарци. Дезинсекција се вршеше на вкупна површина од 4400 хектари по воздушен и земјен пат против возрастни комарци и против ларви, 4 пати во текот на летната сезона. Целта на прскањето против комарци, како и начинот на кој тоа се вршеше, е согласно препораките на Светската здравствена организација, со цел намалување на ширењето на заразни болести кои ги пренесуваат комарците. За жал, откога дојде СДС на власт, го укина прскањето против комарци и уште еднаш ја потврди негрижата за граѓаните на Македонија. СДС е партија на власт која нема никаква одговорност и грижа за граѓаните. СДС внесува само хаос и неизвестност и влошување на секојдневниот живот. Укинувањето на оваа мерка ја отсликува неодговорноста на владата и ги доведува граѓаните во опасност од можно ширење на заразни болести и економско уназадување на цели региони. СДС од политичка се повеќе прераснува и во еколошка катастрофа за Република Македонија. Ви благодарам.